Very much. Thank you, Mr. Brady. Добар ден, добре дојдовте на сесијата посветена на миграцијските текови и управувањето со нив. Ми представува задоволство да ви посакам најпрвен пријатен престој овде во Струга, во Република Северна Македонија. Особено ми е чест да ја отворам оваа сесија, постојано актуелна во дискусиите, и тоа и на стратешко и на експертско ниво, тема на разговор и аргументирани ставови, предлог за проекти, иницијативи за натамошен развој и надградба на капацитети. Прашањето околу миграцијските политики, односно предизвиците што миграцијата ги носи, особено после настаните од 2015 година, што директно ги почувствувавме сите ние, не само во регионот, туку генерално и во цела Европа, несомнено и во годините пред нас ќе биде една од приоритетните теми на општествено-политичките агенди, заради тоа што представува еден од најголемите предизвици со кои што ќе се соочува светот на подолг временски период во наредните години. Не само поради тоа што од нашето непосредно соседство ни пристигнува најголемиот дел од мигранти, туку и поради фактот што регионите од каде што и се случи силниот миграцијски бран, пред се Блискиот и Средниот Исток, надополнети со инвазијата на Русија врз Украина, и денес се далеку од реална стабилизација. Она што е евидентно е фактот дека миграцијата единствено може да се превенира и менаџира само доколку постои силно партнерство, соработка на сите европски држави без исклучок. Партнерството го издигнува во фокусот на внимание предизвикот за координација, за солидарност, за стандардизираност, неопходни за успешно справување со вакви предизвици. Мигрантскиот бран што ја зафати Европа, а во кој Северна Македонија беше дел од така наречената западно-балканска рута, покажа низа на слабости и неподготвеност, не само кај нас земите од регионот, туку генерално и во Европа. И ако ги следиме сите овие активности кои што беа преземени од 2015 до денеска, можеме да видиме колку лоши капацитети имавме за справување со миграцијата и како тие се надградија во овој период. Огромна улога во справувањето со миграциите, кои што се глобален проблем, имаше и се уште има координацијата како незаобиколна точка без која, мора да признаеме, не можеме да претендираме пред се кон квалитетни системски и нормативни решенија, а на сите вакви големи или помали собири, заеднички е заклучокот дека унитарниот пристап и безбедноста како за мигрантите, така и за земите каде што транзитираат или се крајни дестинации се примарни, доколку се сака успешно да се справиме со последиците од миграцијата. Во делот на нелегалната миграција, поради својата географска положба, Северна Македонија е дел од западно-балканскиот коридор и е земја на транзит. За овој коридор карактеристични се мешани миграцијски движења, вклучувајќи бегалци помеѓу земите на потекло, земите на Блискиот Исток, Африка, Азија и земите на дестинација, тука пред се земите членки на Европската Унија. Тие се составени од ранливи категории на лица, меѓу кои се непридружувани деца, жртви на трговија со луѓе, бегалци и лица на кои е потребна меѓународна заштита. Меѓународните криминални мрежи ги користат мешаните миграцијски движења за криумчарење на мигранти и жртви на трговија со луѓе од земите на потекло па се до земите на дестинација. Во очи на мигрантската криза од 2015 година, без европско присуство на границите, Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија инициираше и многу успешно спроведе билатерални акции преку специјална мерка, односно заедничка операција, која од почетокот на кризата
и непосредно до самото распоредување на персоналот на Frontex беше наш индикатор за успех, за учинок и напредок кон европските напори за безбедни граници, менаџирање и борба против илегалната миграција. 8 земји од географска Европа беа дел од овој подвиг, упатуваа полициски службеници на македонско-грчката граница, иако и самите се справува со прилив на илегални мигранти на своја територија и со ковид кризата, зашто искрено сакам да се заблагодарам на Чешка, на Словачка, на Полска, на Унгарија, на Словенија, на Хрватска, на Австрија и на Србија. За Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и за Северна Македонија, од исклучително значење е потпишувањето и на договорот со Европската Унија, односно со Frontex, со Агенцијата за Европска гранична стража, и не само од политички аспект. Тоа беше важно за нас како држава, заради тоа што е прв договор помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија од започнувањето на преговорите и заради тоа што беше потпишан на македонски јазик и е прифатен како јазик на Европската Унија. Меѓутоа, за нас како Министерство беше важен од оперативен аспект да се подготвиме добро, да направиме добри оперативни планови и да го започнеме имплементирањето на овој договор. И тука пред се ќе значи продолжување на контролата на миграцијските текови, обезбедувањето на надворешните граници и да допринесеме сите заедно кон националната безбедност, меѓутоа и регионалната безбедност, која што има силен инпут и врз европската безбедност. И овде сакам да се заблагодарам искрено на Европската Унија, на Европската комисија за поддршката преку ИО. Благодарам на директорката што е денеска со нас и што сите овие години ја поддржа Северна Македонија за да ги изголеми капацитетите за справување со миграциите. Масовното раселување на лица како последица од руската агресија врз Украина е уште еден од серијата големи предизвици кои што ги имавме не само на безбедносен, туку и на здравствен, и на економски, и на енергетски план. Практично излегувавме и влегувавме од криза во криза која што представуваше голем светски предизвик. Иако ние како држава не сме засегнати многу со бегалци од Украина, како што се непосредно соседите на Украина, меѓутоа сепак ги превземавме сите мерки како држава и како влада да можеме да пружиме најбрза и ефикасна помош за секој еден граѓанин кој што ќе дојде и ќе бара заштита овде на територијата на Северна Македонија. Клучна активност на нашиот пат натаму во одржливото управување со миграциите во Западен Балкан представува напредокот во реализацијата на меѓународната и прекуграничната соработка, зацрстена меѓународна доверба, зголемена размена на податоци и на информации, која што е најдобар показател за нашата подготвеност да го направиме безбедносниот амбиент да биде уште поповолен, а секако дека напредокот кон европските интеграции да биде уште побрз, не само за Северна Македонија, туку за сите држави во овој регион. И гледајќи во перспектива и хронолошки, сега веќе сите страни, секоја организација, европска и меѓународна, на миграцијата гледа како европски предизвик и кој бара европски одговор. И мислам дека тоа е најважната работа што се случи во овој период, да разбереме сите дека не можеме ништо да направиме самостојно и дека справување со последиците со миграцијата е можно само ако имаме заедничка политика. Инаку водење или стварање на политики секој за себе не носи никакви резултати. И тоа е моето убедување и убедувањето на моите колеги од МВР, дека само преку ваква соработка ние можеме да бидеме на вистинскиот пат. И само на европски одговор на целиот овој предизвик кој што го имаме, може да биде вистинскиот одговор и да ги вклучи сите земји кои што и географски и природно припаѓаат на Европа
и на тој начин да го зголемиме целосниот капацитет кој што сите ние како држави ги имаме за да можеме успешно да се справиме со последиците од миграцијата и при тоа да бидеме хумани кон луѓето кои што бараат пристап кон нас. Кога зборувам за европски одговор, тоа вклучува одговор и соработка со сите страни, значи и земите на дестинација, и земите на транзит, и земите на потекло, бидејќи тие се упатени едни на други. На крајот сакам да се заблагодарам на сите вас, на сите видни, истакнати, високи достоинственици, министри, представници на меѓународните, регионалните организации, да се заблагодарам на моите колеги од регионот кои што се овдека присутни и со кои што на дневна основа работиме, разговараме да си го подобриме амбиентот за нашите граѓани, за целиот регион, меѓутоа на тој начин и директно придонесуваме кон безбедноста на Европа и во светот и очекувам дека, како и до сега, тоа нешто ќе биде ценето. Затоа што сето ова што заеднички го правиме и секој предизвик кој што е заеднички за целиот овој регион, мора да ја прати силната порака до земите членки на Европската Унија, дека Европската Унија не може да биде целосна доколку ги нема земите од Западен Балкан. И само на тој начин можеме да ја заокружиме стабилноста и безбедноста на целиот европски континент. Ви благодарам многу. Yes.